Добар ден, почитувани гледачи. Предмок оно што го слушнавте е секако еден редовен меѓусебен договор со мојот колега за и околу тоа како и ова да го реализираме, кое што секогаш се емитува во живо од градскиот пазар. Денеска петок, пазарен ден, нормално, и ги прашавме купувачите за ова што го држам во рака. Тоа го очекува веќе неколку недели. Ова се веќе првите цреши што можеме да ги видиме на пазарните тезги. Цените ќе ни ги каже нашиот соговорник, господин Вани Јованов, меѓутоа нивната реакција на потрошувачите е дека цените на црешите и јагодите не била според нивниот джеп, според нивниот домашен буџет. Тие велат дека според нивни проекции би требало да бидат најмногу до 100 денари. Сегашните 200 денари, односно 220 на други места, за нив е премногу. Господин Јованов, добар ден. Добар ден. Веднаш на почетокот ваш коментар, како го коментирате размислувањето на потрошувачите дека 200 денари за нив, ајде да не кажеме, било многу, односно не би требало да биде таа цена и зошто? Па сега вака да кажеме искрено, потрошувачите си имат свое мислење, ние имаме своја рачуница. Сега, ако е цешата денеска 200 денара, јас по моје видување таа не е скапа. Зошто ќе кажеме? Ова цреша додека се набере, судни маки има. Не е она лесно за брање. Не е тоа вишна, може да ја скинеш без рачка, црешта мора да има рачка. Тоа е многу актуелно. И сега, јас ги оправдувам потрошувачите, мислам купувачите, но ги оправдувам и производителите. Добра, ако е за љубов на вистината, лани беа со астрономски цени, сега не е толку. Па сега не знам што да кажам за околу тоа, за тоа што сега ние имаме само ваа ранката цреша. Сега, за неколку дена ќе излезе она едрата, охридската, така наречена. Сега таа како ќе се движи по цена, никој не може да каже. Дали она обично размислување на потрошувачите, што поминува времето, така и цената ќе паѓа или? По моје би требало да се задржи ваа цена, ама да остане цената ваа и на онаа треша што ќе биде едрата. Што е со јагодите? Јагодите иста е состојбата. Се изедначија цените и да веруваме дека ќе паднат. Да. Јас имам на моје мисли. Да. Сега за една недела доаѓаат дувден. Сега, тука секогаш се парат црешата, јагодата за нагробишта, актуелна е. И затоа тука малку сега ќе имаме цена до 30 таа, а после 30 ќе се смени цената. Так. Добро, сега да видиме што денеска најмногу се бараше, секако дека црешите јагодите во прв план, меѓутоа од зеленчукот што бараме? Вака сега да кажеме денеска е најактуелен патиџано. Добро. Патиџано веќе падна малку цената. Имаме патиџан поситен 120, имаме прилично едър, може да го покажеме. Да. Ова е, речеме 140, што одговара и еден од најдобрите квалитети, мислам, и најдобра продукт. Да. Вивија се вика, да кажеме, и актуелен многу за швачи. Што е со пиперот? Пиперот имаме вака сега. Благиот пипер се задржа на 130, веќе 2 недели, и мисля дека таа уши ќе падне. Затоа што ќе почнат да и наши продавци да доаѓат, и ќе обутнат. Да. Младиот кромит, лук, теквичките, тие се стандардни, марулата е стандардна цена. Колку? 50 денара парче, кромидот е 25 разниничката, луко е 3 за 50, што значи дека и тоа е стандарден. Така да сега имаме околу морково малку померување за 10 денара, меѓутоа тоа е вообичаено. Сега морково им нема многу. Спањакот? Спањакот нема, едноставно. Компирите? Компири има. Компири има, они паѓат цената. Менат се секојдневно, така да и компирот млад има старо правило. Ако не го продадеш денес, утре он ќе те продаде. Благодарам многу. Еве, почитувани гледачи, претпоставувам дека веќе имате првичната слика, доколку се уште не сте дошле тука на градскиот пазар, за и околу ценовната рамка за тоа колку треба да одвоите од вашиот домашен буџет за она што планирате да купите. Тука на тезгата на нашиот соговорник господинот Ване Јованов ви има буквално се што ви е потребно за сега. Па затоа се уште не е досна, можете да дојдете и да се го земете она што ви е потребно за оваа недела.
Ајде, сега малко да се добро. Абе, јас знам кој е на горда и Има малку страна.